Неодамна се запознав со една жена, се работи за Јагода Ристеска, жена која што зрачи со културна енергија. Се запознавме непосредно по промоцијата на незиното прво дело "Благодарам што постоиш". Уживам додека го читам, додека ја читам оваа книга. Јас и Јагода се најдовме на иста бранова должина за културен интерес. И таа многу сака да оди во кино, во театар и на различни перформанси кои што ги нуди нашиот град. Но многу ми беше жал кога дознав дека многу проекции настани во нашиот град, таа не ги посетила поради тоа што живее во инвалидска количка. Се враќам на кај дома, а во мене гори вулкан од емоции. Ми се случија толку многу нешта наеднаш. Ова беше навистина прекрасна средба. Никогаш не би помислила дека моето одење на психолог ќе ми донесе ваква убавина. Ова е извадок од романот "Благодарам што постоиш", напишан од младата авторка Јагода Ристеска. Таа е пред се прекрасна жена, одличен соговорник и гостопримлив домаќин. Ристеска живее во инвалидска количка. Како голем љубител на културата, со нас ги сподели потешкотиите низ кои таа минува во секојдневието. За тоа колку понекогаш сака да отиде на некоја представа, а банални работи ја спречуваат. Зборувавме и за тоа како незините мисли добија укоричување и на свет се појави незината прва книга. Со оглед на тоа што си дипломиран економиста, морам да го сврзам тоа прашање. Од каде дојде поривот за да почнеш да пишуваш? Пишувањето всушност ми е љубов уште од детството. Поривот. Мислам дека има многу богат внатрешен свет, што од време на време е толку гласен, што сака да биде слушнат. Тоа се тие моменти кога настанува или некоја поема, некој расказ или како во случајов роман. Така, се изразуваш и преку поезија и преку проза. Според тебе, кој е полесниот начин да си ја отвориш душата? Интересно е што во различни периоди различна форма на пишаниот збор ми се одействува за да се искажам себе си. Понекогаш тоа е прозата, понекогаш е поезијата, меѓутоа и поезијата и прозата ми се навистина прекрасни инструменти за да се изразам себе си. Во книгата авторката зборува за 3 различни приказни на луѓе чии животи подоцна се испреплетуваат. Едниот лик е Ела, млада жена која по смртта на сопругот одбива да го продолжи животот. Се држи за страдањето како единствена нишка која ја поврзува со него. Бајан е млада жена од Сирија која бега од војната и се доселува во Македонија, пребегнувајќи од војната, но многу повеќе од личната семејна драма. Третиот лик е Алекс, психолог чие дете има паранормални способности да комуницира со нефизичкиот свет. Ја прашавме дали ликовите се измислени или можеби зад некој од нив се крие нечија вистинска животна приказна. Сите приказни и ликови се измислени во романот. Има Бајан од Сирија која што е моја другарка, меѓутоа незината приказна е различна од таа што е во романот. Меѓутоа во самиот роман во текстот има многу лични доживувања, значи автобиографски елементи кои што се прераскажани за да ја поддржат приказната во самиот роман. Сепак има некои авторски. Има многу авторски моменти. Токму затоа и овие страници будат многу емоции кај читателот, а на пиедестал ја ставаш љубовта од сите емоции. Што е за тебе љубовта? Љубовта, како што еден дел во книгата кажува, се е љубов. За мене лично, кога се движам низ животот со тоа сознание дека се што ме пресретнува на патот има во себе божествена искра, тогаш емоцијата на поврзаност и љубов ми е многу природна. Неудобно се, како што кажав, во најавата се случи промоцијата на твоето дело. И сега, каков беше одзивот? Дали си задоволна од тоа како посетеноста на луѓето, како е прифатена книгата по промоцијата? Може ли нешто околу тоа да ми кажеш? Се разбира, на самата промоција имавме од прилика 100 присутни. Беше прекрасно искуство за мене. После промоцијата имам гостување на различни телевизии, одзивот е многу добар. Коментари од читатели, прекрасно е да се прочитаат коментари од читателите, кои што најчесто ми ги испраќаат на мене лично. Доживувањето ми е прекрасно. Ристеска во 2009 година го основа граѓанското здружение Мобилноста предизвик, со цел да даде придонес околу подобрување на условите за живот на лицата со физичка попреченост во нашето општество.
Со авторката ја начнавме и оваа тема. Со оглед на фактот дека бидејќи вие сте дел од таа група на луѓе, може ли да ми кажете какво е искуството да се биде дел од културниот свет во Македонија, а со таков проблем? Во изминативе години има промени во однос на пристапност, да се чувствува дека се менуваат нештата кон подобро, иако бариерите се големи. Во овој момент јас сакам да кажам дека за да се отиде на некој настан од културата, пред се е важен моментот на превоз. За жал, во Скопје се уште тоа прашање за лицата кои што се движат, со одреден тип на попреченост не е решено. Постои сервис кој што е достапен за нас, неколку возила од ЈСП кои што можеме да ги повикаме и да не однесат некаде, меѓутоа само неколку возила за голем број на корисници, што значи дека е многу лимитирана можноста да користиме таа услуга. И во исто време, најдоцна до 9 часот можеме таа услуга да ја користиме, што значи дека јас ако сакам да одам на театарска представа, јас немам можност да одам и не одам, токму од истата причина. Или во кино, проекција во 22 часот. Значи, сите тие нешта за нас како лица со попреченост се отфрлени. Ние не можеме да одиме на тие настани од културата. Така. 8 години постои здруженијата. Што успеавте да промените? Може ли да ми кажеш од што си задоволна? Како што споменав, се чувствува дека се менува свеста и новите згради се градат спрема тие правила за стандарди за пристапност. Ние најмногу работиме на личниот развој на жените со попреченост. Значи, тоа се работилници кои што се фокусирани како да се прифатиме себе си со таа попреченост, како да живееме еден успешен живот без разлика на инвалидноста. Меѓутоа, има многу работа. Мислам дека свеста дека лицата со попреченост се дел од ова општество и дека навистина секој кој што е на одредено место потребно е да го даде максимум од себе за да ја даде таа услуга. Многу е важно. За мене лично и за сите лица со попреченост беше многу важен моментот кога се набавија автобусите што по правило треба да бидат со пристап. И тие се така набавени. Меѓутоа, за жал, многу набрзо, од кога почнаа да се користат, рампите веќе не се во функција. Одговорот реагирано е на многу места, надлежните служби, меѓутоа одговорот е дека не функционираат затоа што се заглавени камчиња, некои банални, ситни нешта. Јас апелирам и во оваа прилика апелирам до секој еден што е на место каде што може да влие за да ова се реши, навистина би сакала затоа што прави животна разлика, навистина животна разлика затоа што не можеме да стигнеме до местата каде што сакаме. Ја прашавме дали можеби некогаш се почувствувала непријатно од нечии погледи, реакции на некој културен настан. Колку македонскиот народ кога ќе се соочи со лица во инвалидска количка има свест и разбирање да не ги дискриминира овие луѓе на било каков начин. Јас многу ги сакам луѓето и чувствувам дека луѓето во Македонија се навистина отворени. Дури можам да ја почувствувам таа љубов и интерес кога ете така сме присутни во општеството, дека навистина е убаво што не гледаат. Така. Со оваа книга вие успеавте да докажете дека физичката попреченост не е пречка за вие да дадете придонес во културата. И сега би сакала да ги охрабриме оние луѓе кои што се наоѓаат во ваша кожа и кои што можеби сакаат да направат нешто, а се плашат. Може ли да ми го раскажете патот низ кој што минавте до објавувањето на книгата? Тежак ли беше? Се разбира. Не беше тежак воопшто. Јас верувам дека креативната енергија циркулира низ секој еден од нас и без разлика дали некој битисува во тело со попреченост или без попреченост, креативноста ќе си го најде својот пат. Всушност, мојата попреченост во објавувањето на романот беше нишка која што го подпомогна. Интересна е приказната која што како се објави ова дело. Јас живеам со мускулна дистрофија и од кога ја завршив книгата почнав да одам на физикална терапија.
и електронската форма од книгата ја споделив со мојата физиотерапевтка Владанка Дренковска. И таа самоиницијативно одлучи да преземе се што е потребно за оваа книга да ја имаме во печатена форма. Исто така организираше промоцијата, прекрасно искуство, прекрасен настан и навистина уште еден доказ во мојот живот како многу пати порано што се случувало, како една невидлива рака да ги поместува луѓето на станите, се за да не доведе до некаде. И затоа и пишувам во книгата. Незината следна цел е книгата да доживее свој превод на други јазици. Би сакала, значи, само засега уживам навистина што се случува со "Благодарам што постоиш" и сакам да биде преведено на англиски јазик. Значи, изминативе години и преку работата на мобилноста Предизвик и одлични патувања сретнав многу луѓе од други држави кои што не го говорат македонскиот јазик и кои што прашуваат, сакаат да ја прочитаат, меѓутоа за да биде достапна до пошироката публика, така. И тоа ми е така една желба што тлее. Секој човек има гласови кои во него зборуваат, но не секој човек може тоа да го преточи во уметност. Не постои физички недостаток кој може да ја запре желбата за некој да се изрази преку лист хартија. Постојат луѓе кои немаат горни екстремитети, но со четката во уста прават уметнички дела од соништата. Постојат и такви кои не гледаат, а имаат ангелски глас. Има и луѓе кои се во инвалидска количка, но имаат способност да допрат до вашите срца. Воедно, би сакале да пренесеме и една порака до надлежните да се грижат повеќе за овие лица, да имаат поубав културен живот во нашиот град и да стигнат на сите оние места кои што сакаат и кога сакаат. Можеби зад некое хендикепирано лице се крие голем уметник, поет, писател.